Денес се собравме да бележиме 2 години на крај на украинскиот народ во империјалната и колониалистичката војна, која што е на Русија кон нив. Тие се обидуваат да ја поробат Украина, да ја одземе слободата и да ја одземе можноста за слобода и суверенитет. Иако оваа војна има глобални реперкусии. Напад на големијата војна во Европа од Втората светска војна продолжува да одекува ни целиот свет, не само што ова повлече промени на статусот на војните сили и на економски план да се променат работите. Оно што овде светочиме, оно што Русија го направи, бидејќи се обиде да го спини светскиот поредок, и тоа беше еден предизвик кој што ги чекна основните, темелните принципи на човештвото. Полска, уште од првиот ден, е на лидерите на хуманитарна и војна помош за Украина. Им помогнавме на многу избеглици. Ја веруваме дека над 77% полјаци езитира при приемот на избеглици од Украина. Полска беше на самиот фронт на обезбедување војна помош за Украина. И пратиме напредни системи за воздушна заштита, тенкови, муниции, дронови, како и стара советска опрема, вклучувајќи тенкови и борбени авиони. Ова сителна ја подпомогна украинската војска во низината борба. Ние продолжуваме да обезбедуваме потребна помош за Украина се додека не се постигне победа над рускиот агресор. Денес, 2 години по инвазијата, можеме да видиме дека војната навлегува во својата критичка фаза и покрај сите предизвици за кои се соочува Украина на фронтовите, треба да се сетиме на ова. Украина ја сопре руската војна машинерија. Москва не ги постигна своите основни цели. Украина врати 50% од териториите кои што претходно беа окупирани од територија од страна на Русија. Ја уништи флотата на источниот брег на Црното море и ја уништи мобилноста. Резервите на Русија се редовно уништувани и напаѓани. Коридорот за жита низ Украина се уште функционира поради украинската финансиска стабилност. Тие ги воведоа реформите кои што при што ги исполнија 7-те реформи очекувани од страна на Европската комисија. Истовремено треба да се сетиме и на руските воени злословства кои што беа сторени уште од првиот ден на агресијата. Дами и господа, за една видлива и Русија ќе продолжи да биде опасност за безбедноста и стабилизирачки фактор. Ова треба да биде разбрано, но и осудено. Да се замрзне војната нема да врати стабилност во Европа, ако тоа се опреке и овозможи на Русија да се регрупира и да продолжи со своите политики. Русија нема да прекине се дека не биде сопрена. Руската економија е трансформирана во воена економија со план од 40% од трошоци ги покријат на воените потреби. Да престанат нашата поддршка за Киев ќе биде обезбедена се до тој момент колку ќе биде потребно. Ние сме свесни дека тие се борат и за нашата слобода. Бранието на Украина и победата врз Русија треба да биде главна цел на сите демократски земји. Со тоа што ќе треба да се обезбеди воена, политичка и економска помош врз Украина во наредните години. Благодарам на вниманието.